Добре дојдовте во урбаните вести. Град Скопје основа ново предпријатие за енергетика. Со оваа вест ги започнуваме вестите. Останете со нас. Град Скопје основа ново акционерско друштво кое ќе се занимава со енергетски дејности. Пушачите 2 до 4 пати почесто страдаат од срцеви заболувања за разлика од непушачите. Нов изложбено продажен салон на електрометал во Тафталиџе. Црвениот крст ќе го реализира проектот бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик. Ќе се реконструира покривот на Драмски театар. Со цел брзо и ефикасно приклучување на системот на централно грејење и започнување на процесот на гасификација на градот, граѓаните на Скопје во предстојната грејна сезона ќе можат да почнат да ги користат услугите на новото предпријатие за енергетски дејности, за чие формирање денеска зелено светло даде Советот на град Скопје. Советниците во Советот на град Скопје денеска едногласно дадоа зелено светло за основање на акционерско друштво за енергетски дејности за подрачјето на Скопје, како што образложи градоначалникот Петре Шилигов, кој воедно беше и предлагач на точката. Друштвото ќе се основа со основна главнина од 25.000 евра, обезбедени од буџетот на градот, а ќе се занимава со вршење дејности за подрачјето на град Скопје за снабдување со природен газ и топлинска енергија. Градот Скопје во оваа работа ќе влезе со точно определени зони кои што ќе бидат предмет на рапидно зголемување на топловодната мрежа, бидејќи таму е логично да се развие топловодната мрежа како начин на загревање на домовите. Има делови од Скопје каде што имате преголема загуба на енергија и каде што нема логика да ја носите цевката со топлотна енергија, кои што ќе бидат примарно гасифицирани како начин на затоплување на домовите. Со цел брзо и ефикасно приклучување на системот на централно грејење и започнување на процесот на гасификација на градот, граѓаните на Скопје во предстојната грејна сезона ќе може да почнат да ги користат услугите на новото предпријатие за енергетски дејности. Друштвото заради вршење на дејностите за снабдување со природен газ и топлинска енергија ќе основа едно или повеќе трговски друштва на начин и во форма потребна за вршење на дејностите во согласно со законот, а управувањето на друштвото се организира според двостепениот систем на управување, преку управен и надзорен одбор. Согласно законската регулатива, една фирма не може да се бави со производство и со дистрибуција на енергија. Токму заради тоа акционерското друштво ќе се јави понатаму како основач на две друштва со ограничена одговорност, во кои што едните ќе се занимаваат, едното друштво ќе се занимава со гасификација, другото ќе превземе топловодната мрежа и ќе се занимава со дистрибуција на топлинска енергија. Со оваа одлука се задолжува градоначалникот на град Скопје преку администрацијата на градот да ги изготват статутот и другите потребни акти за основање на акционерското друштво. Одлуката ќе стапи на сила со денот на објавувањето во службен гласник на град Скопје. Поради задржување на водата во дворовите и улиците при пообилни врнежи од дожд во населбата Илинден се гради нов отворен канал во должина од 350 метри. Исто така во теке и машинско и рачно чистење на каналите во општината. Во населба Илинден, како дел од реализацијата на проектот изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води, во теке изградба на нов отворен одводен канал во должина од 350 метри, кој ќе ги прифати водите од улиците 11, 13 и 19, како и поставување на цевкасти пропусти со соодветен профил. Во овој дел од населбата Илинден, поради ниската морфологија на терен и при најмали врнежи од дожд, доаѓа до задржување на водата во дворните места, објектите и улиците. Затоа, со цел прифаќање на атмосферските води во рамки на овој проект, се отпочна со отворање на нов канал кој ќе ги одведе водите во сисавецот на Топлик, преку испомпување на водата со препумпен уред кој е веќе поставен. Со реализацијата на овој проект ќе бидат опфатени околу 200 домаќинства и ќе биде одводната вкупна површина од 150.000 метри квадратни. Паралелно со овие активности се врши машинско чистење на секундарниот канал Азмак кој минува низ централниот дел на Марино. Елиминирањето на употребата на тутунот може да заштити милиони луѓе да не умрат од срцев и мозочен удар. Статистиките покажуваат дека употребата на тутун и изложеноста на пасивно пушење придонесуваат за приближно 12% од сите смртни случаи кај срцевите заболувања.
Пушачите 2 до 4 пати почесто страдаат од коронарна срцева болест и мозочен удар за разлика од непушачите, па дури и возрастните лица кои се изложени на пасивно пушење имаат 25 до 30% зголемен ризик. По повод Светскиот ден без тутун 2018 година, Светската здравствена организација истакнува што може да се направи за да се намали ризикот по здравјето на срцето кои се предизвикани од тутунот. Од Светската здравствена организација информираат дека јавноста, иако сваќа дека пушењето е штетно, често пати не се свесни за нејзината клучна врска со срцевите заболувања и мозочниот удар. Употребата на тутун и изложеноста на пасивно пушење придонесуваат за приближно 12% од сите смртни случаи кај срцевите заболувања, а елиминирање на употребата на тутунот може да заштити милиони луѓе да умрат од срцев и мозочен удар. Во Република Македонија, според податоците од Институтот за јавно здравје, во 2016 година од болести на циркулаторниот систем починале 10.920 лица, со стапка на смртност од 526 на 100.000 жители. Болестите на кардиоваскуларниот систем учествуваат со 53,5% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт. Министерството за здравство секоја година изработува посебна програма за превенција на срцеви заболувања, која за 2018 година изнесува 25 милиони денари. Пушењето представува докажен ризик за здравјето на популацијата, ризик за болести и глобален јавноздравствен проблем. Министерството за здравство по повод Светскиот ден без тутун спроведува кампања со која треба да се направат заложби на сите засегнати страни од превенција и намалување на тутунот, бидејќи, како што рече министерот Филипче, можеме многу да постигнеме во унапредување на здравјето на сите граѓани, која е најважна инвестиција во општествено-економскиот развој на секоја држава. Ефектите од откажување на пушењето се видливи речиси веднаш. После една година непушење, ризикот од срцева болест е намален за околу половина, за разлика од ризикот на пушачот. 15 години по откажување од пушење, ризикот на срцева болест е како оној на лице кое што никогаш не пушело. Постои веќе тренд охрабрувачки на намалување на трендот на пушачи и оние кои што се откажуваат од пушење, значи стануваат постепено свесни за штетноста на пушењето врз срцето и мозокот и таа вели дека владите се свесни дека намалување на употребата на тутунот има позитивен ефект не само врз здравјето на населението, туку и врз економијата и здравствените услуги во земјата. Здрава нација, здрава земја и таа е просперитетна. Република Македонија веќе превзеде различни мерки. Донесе Закон за заштита од пушењето во 1995 година. Закон за тутун и тутунски производи од 2006 година се забранети за рекламирање. Се отворија 10 советувалишта за откажување од пушење во 2014 година, а се воведе одано чување и покачување на цените на цигарите. Со приходите од игри на среќа ќе се финансираат програмски активности на националните инвалидски организации, на Сдруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Македонија. Црвениот крст ќе го реализира и проектот Бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик. Приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2018 година ќе бидат распоредени за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на Сдруженијата за борба против семејно насилство и на Црвениот крст на Република Македонија. Ова било усвоено на 70-та седница на владата на Република Македонија. Согласно годишната програма и согласно законските решенија, ќе се финансираат дополнителни програмски активности во областа на детската и социјалната заштита на Црвениот крст. Организацијата ќе обезбедува пансионски услуги за корисниците и волонтери за поддршка на реализација на проектот Бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права, со цел придонес во подобрување на социјализацијата на деца од семејства со социјален ризик.
Црвениот крст ќе ги спроведува стратешките определби на организацијата на национално и локално ниво, кои овозможуваат да се креираат програми за подобрување на здравјето на луѓето и унапредување на социјалната интеграција на населението во заедниците, во успоставување на семејни врски во случај на разделени семејства, промовирање на меѓународно хуманитарно право, како и унапредување на системот за подготвеност и действување при катастрофи. Со цел да се подигне свеста за носење заштитна кацига при управување со мотор, клубот Мотоскопје почнува кампања насловена "Со кацига до целта", во чии рамки ќе почне со едукативни часови во неколку средни училишта за важноста на носењето заштитна кацига, како и доделување ваучери на мотоциклистите за купување нова кацига со 50% попуст. Мора да ја подигнеме свеста кај мотоциклистите за носење заштитна кацига, апелираат од клубот Мотоскопје, кои почнуваат кампања за подигнување на свеста кај возачите со совозачите на моторите. Кампањата насловена "Со кацига до целта" ќе почне со едукативни часови во неколку средни училишта, каде ќе се запознаваат потенцијалните возачи и совозачи на мотоцикл за важноста на носење заштитна кацига. Носењето заштитна кацига во Македонија не е ни приближно со нивото кое го имаат западноевропските држави и е навистина загрижувачки. Според статистиката, повеќе од 50% од мотоциклистите во нашата држава немаат навика да носат заштитна кацига, иако таа е еден од главните елементи кои во случај на незгода може да значат живот или смрт. Со носење кацига значително се намалува ризикот од повреди при сообраќај на незгода, се заштитува од атмосферски влијанија, прашина и инсекти. Подобрена е видливоста при управување со мотоцикл. На 1 јуни в петок, Мотоскопје со СВР Скопје на една од најфреквентните точки од 12 до 14 часот ќе ги сопре сите што управуваат мотоцикл. Оние што ќе носат заштитна кацига ќе добиваат ваучер за купување на нова кацига со попуст од 50%, а оние кои нема да носат покрај ваучерот ќе добијат и прашалник во кој ќе мора да наведат зошто не носат заштитна кацига. Над 30.000 производи за широка потрошувачка се изложени во новиот изложбено-продажен салон на Електрометал, кој се отвори во Тафталиџе на улицата Московска. Со новиот салон за прв пат во Македонија се носи нов концепт, кој ги доближува производите до сите, а ќе има и мини градина со едукација за хортикултурно уредување. Нов изложбено продажен салон на компанијата Електрометал се отвори на улицата Московска број 6А во Тафталиџе, со цел да им се овозможи поголемо задоволство и купувачко искуство според највисоките стандарди на граѓаните. Ова е новиот концепт на работа на компанијата која дведе цени и поставува високи стандарди во повеќе индустријски гранки и се имплементира на свој начин во економските структури на Република Македонија и пошироко. Електрометал е водачка компанија во набавката на електроматеријали, лидер во големопродажбата, трговец со најширока палета на производи на ова поле кај нас и пошироко, но и производи за широка потрошувачка. Во новиот продажен салон кој се простира на 2000 метри квадратни, изложени се преку 30.000 производи и отворени се нови 30 работни места. Ова е, да кажам, последното наше представување во јавност со новата инвестиција. Локацијата е, како што сами знаете, веднаш во центарот на градот. Изложени се преку 30.000 производи. За жал, немаме македонски производи. Се надевам дека во иднина ќе профункционираат некои од македонските капацитети и ќе можеме да ги представиме. Инаку, конкретно во објектот се преку 30 нови вработувања, што е исто така, да кажам, реткост во денешно време, кога се соочуваме со голема невработеност и со потешкоти во работење. За успехот на компанијата која нуди широк асортиман по најпристапни цени, клучно е домаќинското работење и добриот тим кој менаџира со компанијата. Со новиот салон за прв пат во Македонија се носи и нов концепт кој ги доближува производите до сите, а ќе има и мини градина со едукација за хортикултурно уредување. За прв пат во Македонија го донесовме концептот Shop in Shop, заедно во соработка со Bosch. Самиот проект, значи, опфаќа едно доближување до сите оние ентузијасти и сите професионалци во делот на алатот, и тука може да најдат секоја алатка и при тоа може да добијат квалитетна консултација во нивниот избор. Исто така Електрометал во делот на
асортиманот се доближува до клиентите и со артиклите кои до сега не беше познат. Тоа се артикли кои го опфаќаат делот на домакинство, градина и имаме за изненадување на нашите клиенти еден мини дел, една мини градина во која може да добијат комплетна едукација во делот на хортикултура и како подобро да им изгледа нивната градина. Миќа Стефановиќ од компанијата Роберт Бош, представништво за Србија, Црнагора и Македонија, рече дека даваат голема подршка во новиот објект со кој треба да се гордеат скопјани. Данас сме овде да поддржимо наших партнера из Македонија. Денеска сме тука да им дадеме подршка на нашите партнери од Македонија во отворањето на овој објект, кој Скопје одамна го заслужува. Прв пат во Македонија го отвораме Бош концепт. Бош Шопин Шоп, каде што има простор кој е одвоен само за Бош брендот и презентација. И тука сме да ги поддржиме сите активности. Ту смо да поддржимо све активности и да употпунимо овај догаѓај. Електричните материјали во минатото биле најпродавани, но компанијата се шири во делот на широката потрошувачка и во овој период најактуелни ќе бидат косилките, базените и климите. Обилните врнежи од дожд повеќе нема да бидат пречка и страв за драмскиот театар. Дали водата ќе протече преку покривот и тоа за време на представа, како што беше случајот со последните обилни врнежи од дожд, кога водата почна да тече од покривот при полната сала посетители. Од денеска започнува реконструкцијата на покривот и за еден месец се очекува истата да биде завршена. По непријатната случка во драмскиот театар, кога при обилните врнежи од дожд почна да тече вода од покривот за време на представата, од театарот соопштуваат дека еден од најголемите проблеми на драмскиот театар Скопје, дотрајноста на покривот, од денеска почнува да се решава. По успешно спроведениот тендер во изминатиот месец, од денеска па во наредните 30 дена, покривот на драмски театар ќе биде целосно саниран и проблемот со прокиснувањето ќе биде надминат. По реконструкцијата на покривот, драмскиот театар новата сезона ќе започне со нов покрив кој нема да представува проблем и страв дека при пообилни врнежи од дожд може да се случи повторно непријатна случка, односно да протече покривот за време на представа. Корисниците во неколку општини во Скопје утре ќе останат без електрична енергија поради технички зафати во дистрибутивната електромрежа, информираат од Ева на Македонија. Утре во период од 6 до 10:30 часот дел од корисниците на улицата Козара од број 1 до број 20 и еден дел од улицата Шарски одреди во општина Центар нема да имаат струја. Без електрична енергија во период од 8:30 до 12 часот ќе бидат и дел од корисниците на улицата Партизански одреди број 39, зградата спроти Градежен факултет. Без струја од 8:30 до 11:30 часот ќе бидат корисниците од село Сопиште, улиците 1, 5 и 7. Во период од 8:30 до 11:30 часот без електрична енергија ќе бидат објектите на Славија, ТВ24, Бетон Скрепер, Бриколаш, Нептун и булеварот Војводина во општина Газибаба. Во период од 9 до 11:30 часот без струја ќе бидат дел од корисниците во село Катланово, потрошувачите од десната страна на автопатот Скопје-Велес во општина Петровец. Во следните 2 дена во попладневните часови во крајните западни и јужни делови ќе има локална појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. В петок и во деновите од викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, а локално се очекуваат и поинтензивни процеси. До петок дневните температури ќе бидат во благ пораст. Во Скопје утре ќе има можност за локален дожд и ретки грмежи, а температурата ќе достигне 30 степени. Слично време ќе има и в петок и за време на викендот со максимални температури до 30 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.